По децении на чекање и неколку неуспешни обиди за обнова, универзалната сала во Скопје конечно се движи кон реконструкција. До крајот на оваа недела ќе биде распишан тендер за изведувач, а градежните работи се очекува да започнат кон крајот на септември, информираше министерот за култура и туризам Зоран Љутков. До крајот на неделата ќе распишеме јавна набавка. Целиот тендерски процес трае околу 60 дена. Според нашата динамика и предвидените средства, реконструкцијата би требало да заврши до крајот на 2027 година, изјави Љутков. Во буџетот се предвидени околу 20 милиони евра, распределени во следните 3 години. Објектот ќе остане во сопственост на град Скопје, додека Министерството за култура и туризам ќе биде инвеститор на проектот. Целта е универзалната сала да биде подготвена за големи културни настани во рамки на иницијативата Скопје, Европска престолнина на културата 2028. Министерот потсети дека негова институција не е водечка во проектот Скопје 2028, но активно притискала да се формира координативното тело што ќе го води целиот процес. Телото со 13 членови, од кои 10 се предложени од град Скопје, а тројца од Министерството за култура, веќе одржало и неколку состаноци. Сакаме Скопје да не ја загуби титулата. До јануари се беше блокирано. Не е моја надлежност, но постојано комуницирав со градоначалничката и иницииравме да се формира телото, нагласи Љутков. Домашно, квалитетно, подготвено со љубов. Вака градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Стојковски го опиша делот Менито во градинките во општина Ѓорче Петров. Оброците за децата во сите градинки на територија на општина Ѓорче Петров се подготвуваат во централната кујна во објектот Росица, со целосна контрола, планирана и безбедна исхрана. Претходно ужинките се добиваа од приватни производители, но беше финансиски неоправдана, квалитетот не ги задоволуваше критериумите, што ги сметаме за приоритетни кога станува збор за детската исхрана, истакна Стојковски во објава на социјалните мрежи. Како што посочи, со одговорно и домаќинско управување општината вложила во индустријски конвектомат за подготовка на кифлички проја и останатите тестенини и производи, професионален миксер за месење, мелница за месо, со што се гарантира свежа и безбедна преработка на храната. Градоначалникот нагласи дека секој оброк се подготвува со особено внимание, под високи хигиенски стандарди и со план што ја следи нутритивната вредност, потребна за правилен раст и развој на дечињата. Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски вчера информираше дека екипите на јавното комунално предпријатие Газибаба секојдневно спроведуваат акции за чистење на јавни диви депонии и уредување на јавни површини во сите делови на општината. Како што информираше Стевковски, вчера се расчистувале мини депонии на повеќе локации низ Газибаба, Автокоманда, Караорман, Железара, Хиподром и Ханибал. Првиот човек на општината апелираше до граѓаните да го депонираат отпадот на предвидените места. Општина Илинден и годинава ја продолжува традицијата за поддршка на спортот со доделување еднократна финансиска помош за спортисти кои живеат на нејзина територија. Решенијата за финансиска поддршка беа врачени од градоначалникот Александар Георгиевски, кој истакна дека општината останува посветена на унапредување на спортот и охрабрување на младите да се вклучат во спортски активности. Оваа мерка има за цел да ги награди спортистите кои постигнале извонредни резултати, но и да ги мотивира останатите да се стремат кон уште поголеми успеси. Поддршката нема да застане тука, ќе продолжиме со истата посветеност и во иднина, изјави Георгиевски. Финансиската поддршка е поделена во неколку категории, а износот кој го доделува општината изнесува за прва категорија во висина до 130.000 денари, втора категорија во висина од 120.000 денари и трета категорија во висина од 90.000 денари. За четвртата категорија висината на средствата е 60.000 денари, а петтата категорија 30.000 денари, додека за младинските категории 50% од предвидените суми. Покрај индивидуалните спортисти, Илинден обезбедува финансиска поддршка и за спортските клубови преку програмата за спорт. Дополнително, од општината информираат дека вложуваат и во спортската инфраструктура, преку реконструкција на постоечките објекти, изградба на нови спортски терени и овозможување бесплатно користење на спортските сали и терени.
Градоначалникот на општина Аеродром Дејан Митевски денес ги посети детските градинки Буба Мара и Срничка, каде што летниот период се користи за нивно уредување, каде што деновиве се работи со полна пареа. Како што информираше првиот човек на аеродром во објава на социјалните мрежи, по цели 30 години за прв пат се спроведува поголема реконструкција на главниот објект на градинката Буба Мара во Ново Лисиче. Покрај молерисување и други тековни активности во дел од просториите се врши целосна санација на ѕидовите. Се замени подот, а се поставува и нов современ мебел за безбеден престој на најмалите. Овој мултисензорен простор е наменет за индивидуален пристап и стимулација, овозможувајќи поддршка за децата со различни развојни потреби. Опремен е со дидактички и рехабилитацијски материјали кои го поттикнуваат моторниот и сензорниот развој, ја подобруваат координацијата, вниманието и сликата за себе, истакна Митевски. Во објектот Црвенка па во Стар аеродром пак поради големата потреба за згрижување деца од јаслена возраст во фаза е подготовка на уште една воспитна група за деца од 18 до 24 месеци. Ходниците, мебелот и просторијата се адаптираат на потребите на децата од најраната возраст, за да им се овозможи лесна адаптација и пријатен престој, информираат од општина Аеродром. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ке ја сакам во